Еве повторно во студиото и продолжуваме со најавените содржини. Денеска Штипската клиничка болница ја посети министерот за здравство Арбен Таравари. Вели дека е згрозен од оно што го затекнал во најголемиот здравствен центар во источниот регион. Вети покачување на плати, подобри услови за вработените и медицинскиот персонал, но и нови вработувања. Ми кажуваат дека условите во Штипската болница се лоши, но денес се згрозив од она што го видов. 20 години сум лекар и вакви услови во кои се лекуваат пациенти, но и работи здравствен кадар никаде не сум видел. Со овие зборови министерот Таравари се обрати кон новинарите, откако ја заврши првата протоколарна посета на Штипската клиничка болница. Видов тоа што никогаш не сум го видел во ниедна болница 20 години како лекар што сум бил. Значи, не знам дали има полоша болница, полоши услови, отколку во Штип. И веднаш тоа ме асоцира на центарот на Скопје, ме асоцира на луксузот во владата кај што седиме, ме асоцира веднаш на условите и авангардата што е во парламентот, и не знам тие луѓе што ги изградиле тој центар, што вложиле милиарди, што изградиле такви луксузни услови во владата и во парламентот, дали воопшто доаѓале некогаш вамо. Дека работите ќе тргнат на подобро е изградбата на новата болница, која со работа треба да започне најдоцна до 2019 година, а до тогаш, како што рече Таравари, ќе треба да се импровизира. Во наредниот период, Министерството за здравство ќе изготви стратегија, која на младите лекари ќе им понуди подобри услови за работа и наместо да заминуваат во странство, ќе останат овде. Планираме пакет мерки. Што се тие пакет мерки, не можеме веднаш да ги спроведеме, бидејќи треба промена на законот за здравствена заштита. Што планираме со тоа? Планираме вработување, огромен број на доктори, над 400 специализации се надевам во скор период ќе пуштиме, за да ги мотивираме да остануваат тука. Планираме специализантите да се платат од клиниките, односно болниците кај што специализираат, бидејќи ние ги искористуваме како кадар таму. Тие работат таму активно и учат и работат. И планираме огромен број на едукации надвор, кои што ќе бидат бесплатни, посебно во регионот и во светот. При денешната посета, министерот Таравари вети покачување на платите кои ќе стартуваат од наредната година, а ги пофали и лекарите, кои во одредени ситуации прават и надчовечки напори. При денешната посета, министерот за здравство посети неколку оделенија, а одржа состанок и со началниците, со цел да се запознае со проблемите со кои тие секојдневно се соочуваат на своите работни места. Празничен викенд на рударскиот исток. Македонска каменица и Пробиштип го одбележуваат денот на рударите. За 28 август се предвидени свечени седници, но и концерти на градските плоштади, каде што ќе може да уживаат и се забавуваат голем дел од посетителите на овие две општини. Во Скопје денеска се одржа денот на рударите, каде што им беа и врачени плакетите на 18 неуспешни рудари во земјава, како и благодарници на 6 дружини и институции за посебен придонес во рударството во Македонија. Министерот Бектеши рече дека признанијата се доделуваат по 10 пат на најдобрите рудари, номинирани од нивните работодавачи за постигнувањата изминатата година, како награда за нивната професионална преданост и одговорност. Во земјава има активни над 120 рудници. Македонскиот исток на 28 август го слави празникот Успение на Пресвета Богородица, заштитничка на рударите. Во рамките на одбележувањето на Денот на рударите, рудникот Цаса и Македонска каменица од денеска почнуваат со богата програма. Каменичко културно лето оваа година ќе го започнеме на 26 август, кога ќе имаме фолклор од општина Македонска каменица, од Република Македонија и гости од македонската естрада. На 26 август ќе гостува балканската група Црвена јабука со нивна програма, исто така тој ден ќе имаме од македонската естрада учесници кои што ќе настапуваат на градскиот плоштад во Македонска каменица. На 27 август ќе учествува балканската поп звезда Владо Ѓоргиев, а на 28 август по барање на младите од општина Македонска каменица ќе биде звезда Саша Ковачевич. И рударскиот град Пробиштип се подготвува за Денот на рударите. Во недела на Шенка Колозова ќе и биде доделено признанието за почесен граѓанин на Пробиштип. На 28 август е свечената седница, а на градскиот плоштад во 21 часот концерт има Каролина Гочева.
Овој настан е поддржан од рудникот Булмак. А од крајниот исток и една не толку пријатна вест. Изгореа 15 хектари борова шума над Пекчевското село Негрево. Бидејќи станува збор за густа шума со помош на ветрот, пламените јазици брзо се шират. На терен се ангажирани за гаснење екипи од подружницата од Пекчево, територијалната противпожарна единица од Берово, екипи од општината и од комуналното предпријатие. Се претпоставува дека пожарот е подметнат, а надлежните испраќаат апел до граѓаните да бидат совесни и да не ја уништуваат иднината на идните генерации, бидејќи со пожарот не се уништува само дрвената маса во шумата, туку и сите нејзини многобројни општокорисни функции. Пожарот на Пекчевско Негрево е активен од вчера од 19 часот. Градинките преполни, а листите на чекање уште подолги. Стартот на новата учебна година е со староновите проблеми, како и каде да се згрижат децата од предучилишна возраст. Проектот изградба на нова детска градинка во населбата Сењак за сега е во мирување. Со старо нови проблеми и овој септември стартуваат штипските градинки. Занималните се полни, а уште подолги се и листите на чекање. Во моментот само во детската градинка Вераци Ревири Трена за упис чекаат над 50 на деца. Бројот е варијабилен и од ден на ден се менува. Отварање на нови групи е невозможно, бидејќи во моментот оваа градинка се соочува со недостаток од кадар, ако се земе во предвид дека само оваа година 4 негователки заминаа во пензија. Во моментот со нови вработувања не може да се реши проблемот. Единствен начин за влез е некои од децата кои веќе се запишани да се откажат. Праксите покажуваат дека од една или од друга причина некои од дечињата и ги повлекуваат. Не може да се снајдат кој да ги зема, кој да ги носи, ги повлекуваат и се одлучуваат да ги чуваат дома. Значи веднаш во истиот момент следниот кој е на листата на чекање го примаме. Гужва има и во групите за целодневен престој и таму чекаат околу 40 на деца. Во училишните групи во А смена имаме примено 26 деца и уште 14 на листата на чекање. Во Б смена имаме примено 24 деца, од кои што 12 имаме уште на листа на чекање. И во клон Развигорче имаме примено 22 деца и 11 имаме на листата на чекање. Значи бројот на примени деца го констатираме според големината на занималната и според капацитетот кој што можеме да го обслужиме. Коцева посочува дека пред самиот старт на новата учебна година е извршена целосна дератизација и дезинсекција на објектот, а се реновираат и дел од занималните. До крајот на месецот треба во потполност да завршат активностите за изградба на патот до село Долани на потегот од кај Новакова чешма. Ова е грант проект од европските фондови, а инвестицијата е над 7 милиони денари. Пред 3 седмици започна изградбата на локалниот пат кој води до селото Долани на делницата кај градските гробишта и Новакова чешма. Се стартуваше и со асфалтирањето на овој дел. Денес сме сведоци на асфалтирање на овој пат. Согласно динамиката дадена, динамичниот план даден од изведувачот Коле Транс Инженеринг, овој пат треба да биде комплетно завршен и пуштен во функција до крајот на месец август. Веќе втор ден се асфалтира и во денешниот ден ќе бидат завршени активности околу асфалтирање, потоа остануваат активности околу средување, оние финеси на патот, банкини, одводнување на патот. Инаку проектот е грант од ИПА фондовите, имплементиран преку Министерството за финансии. Граѓаните кои живеат во овој дел задоволни затоа што веќе нема да газат по кал. Као имаше и днес овде се туки беше, сега нема. Нема се, сега е направено како што треба. Еден голем дар, подарок за нашите деца, за нас, за добро да одеме, за благодет, за добро. Се е убаво направено, се е убаво. Целокупниот проект вреди над 7 милиони денари. Купната вредност на проектот е грантот е 120.000 евра, а проектот по завршената тендерска набавка е со вредност од 7 милиона и 190.000 денари. Должината на патот што треба да се асфалтира е 1200 метри. Општините ги објавија условите за бесплатно истакнување на изборните плакати. Во меѓувреме општинските изборни комисии работат на новите решенија за членовите и нивните заменици на избирачките одбори, а во тек е и увид во избирачкиот список.
Локалните власти почнаа со подготовка за успешно спроведување на локалните избори, кои ќе се одржат на 15 октомври. Општина Штип ги објави условите за бесплатно истекнување на изборните плакати. Оваа врска имаат согласно изборниот законник. Место за истакнување може да добие секоја регистрирана политичка партија самостојно, коалиции како и група избирачи врз основа на одобрение од градоначалникот на Штип. За добивање на одобрение подносителот на листата треба да поднесе барање до општината и со истото да достави полномошно до властено лице кое е заверено од подносителот на листата. Местата за истакнување на плакати општината ќе ги подели по пат на ждрепка и таа ќе се изврши по објавување на утврдените листи на кандидатите од страна на надлежната изборна комисија. За денот на ждрепката учесниците во изборите ќе бидат известени преку медиумите. Општината ќе го издаде одобрението за местата за истакнување на изборни плакати во рок од 3 дена од денот на одржувањето на ждрепката. Инаку на предвремените парламентарни избори, политичките партии изумија дека треба да достават барања до општината во утврдениот рок. Општината со цел да им излезе во пресред им даде втора шанса. Партиите во текот на изборите најмногу се рекламираат на електронските медиуми, но бесплатното рекламирање го прават и преку социјалните мрежи, каде што честопати меѓу политичките опоненти може да се забележи и говорот на омраза. Се уште официјално на истокот не се познати кандидатите за градоначалници. Партиите во овој дел тактизираат. Во меѓувреме општинските изборни комисии работат согласно роковникот за спроведување на изборите, а избирачкиот список е ставен на јавен увид. Доколку дома немате компјутер и интернет, во тој случај во канцелариите на Државната изборна комисија можете да проверите дали ве има на избирачкиот список. Со следниот прилог ве водиме на градскиот пазар во Штип. Најмногу граѓаните ги купуваат актуелните производи за овој период од годината. Да ги видиме цените. Градскиот пазар во Штип е овој петок со богата понуда цени како за македонски стандард. Крушата 60, бананата 50, патлиџано 30, лимоно 120, а со возрнестото графчето ни е стотка со 120, оризо 60. Либлибија 280 со 300, а семката 250 со 200, сончоглед 130. Цените везени пер 50 денари и лути блак. Блаки пер 30, лути 30, праската 30, гроздето 30, сливата 30, модри палчан 10 денари, кило краставичката 30 денари. Граѓаните задоволни велат и изборот е добар, а и цените пристапни. Пазаруваат за цела седмица. Те баш проба морковите, многу добри. Што си купите? Селка, моркови. Здравата храна барана, а најмногу се трошат актуелните производи за овој период од годината. Се движат слични како претходниот петок. Модри имаме од 5 денари до 15 од парче. Зелката денеска малку поскапа е околу 30 денари килото. Моркова 40, пашканата околу 140 кило, цеклото 30 денари, македоноско стандардна цена 10 денари. Пиперката е 30 денари, розови патлиџан 40, црвениот 30 и везениот пипер лютиот е 50 денари. Денеска компирот е 20 денари. Имаме патлиџан 20 до 25 денари, бубурите се 25 денари, модрите 10 или 3 за 20. Поголема гужва на градскиот пазар во Штип денес имаше во попладневните часови. И за крај уште една вест. Поради ниското ниво на водата во езерото Калиманци, одложен е меѓународниот спортски риболовен куп, кој што по традиција се одржува при крајот на август. Председателот на спортското рекреативно друштво Шаран од Македонска Каменица Горан Стаменовски потенцира дека водата во езерото Калиманци е на многу ниско ниво и оти тоа е единствената причина што овој август нема да се одржи спортскиот меѓународен куп. Тој додаде дека меѓународниот спортски куп, каде вообичаено учествуваат 20 на риболовци од Балканот, се организира со поддршка на општина Македонска Каменица, а целта е промоција на риболовниот туризам и на езерото Калиманци. Ова беше последната информација која што информативната редакција ја подготви за денес. Останете понатаму со програмата на Ирис телевизија, следува Отворено на тема, каде гостува министерот за здравство Арбен Таравари. Од мене довидување, се гледаме повторно во 20 часот.